Почитувани граѓани, откако Димитар Ковачевски е премиер, граѓаните и фирмите се соочуваат со ценовен шок. Само за период од неколку месеци, цената која ја плаќаат граѓаните за струја е зголемена за 50%. Тоа значи, ако пред нецела година сте плаќале 3000 денари, сега плаќате минимум 4500 денари. Ваквиот негативен тренд на покачување ќе продолжи и во зимскиот период, особено за домакинствата кои се греат на електрична енергија. Исто така, цената за сметките за струја која ја плаќа бизнис секторот е зголемена за 400%. Тоа значи дека доколку некое мало или средно предпријатие до пред неколку месеци плаќало сметка од 5000 евра, сега плаќа најмалку 20.000 евра сметка за струја. Овие бројки дотолку се лоши за фирмите кои имаат производство и на кои цената на струјата во голема мера им влегува во трошоците за производство и финалната цена на производот. Македонските фирми кои онака плаќаат дупло поскапи цени на струја во однос на нивните колеги од регионот, се уште понеконкурентни на странските пазари или, доколку сакаат да бидат конкурентни, треба да работат со загуба. А во најлош случај, имаме бројка од над 5500 правни субјекти кои ги затворија своите бизниси поради оваа состојба. На ваквата состојба предупредуваат веќе и стопанските комори, а бројот на фирми, кои што за жал ќе ги гледаме како затворени, се повеќе ќе се зголемува во периодот што следи. Затоа, итно е потребно зголемување на домашното производство на електрична енергија, која може да се постигне со веќе предложениот план на ВМРО-ДПМН и председателот Мицкоски до власта. Истиот опфаќа планирано и зголемено ископување на јаглен и дополнителна навремена набавка на истиот од држави во соседството. Правилно димензионирање на производството од хидроелектраните, набавка на доволна количина на мазут за целосна работа на ТЕЦ Неготино, ставање на земјата во квотата за газ со Унгарија или Австрија. Така цената за струја која ја плаќаат домакинствата нема повеќе да се зголемува, а бизнисите ќе плаќаат 3 до 4 пати поевтина струја. Ќе се заштедат милиони евра од буџетот и илјадници работни места ќе бидат зачувани. СДСМ за ова не размислува. Дополнително одбива предлози само од ХИР, уверува дека ќе обезбеди стабилно снабдување со електрична енергија за кое нема план, нема стратегија и истото резултира со високи сметки на грбот на граѓаните и бизнис секторот. За нивниот криминален и коруптивен пристап кон енергетскиот сектор одговорност мора да има. Ви благодарам.